Останува неизвестно дали од 1 февруари ќе започне со примена казнувањето согласно Safe City системот. Проблемот доаѓа ке изгласувањето на законите за кое е потребно двотретинско, но и бадентерово мнозинство, кое во моментов не го овозможува ДУИ. Партијата на Али Ахмети не ги поддржува законите што ги предлага власта, а за чие усвојување е потребно и мнозинство од заедниците. Собранискиот спикер Африм Гаши на брифинг со новинарите рече дека меѓу претеничките групи се уште нема договор да се усвојат измените на законот за прекршоците. Ако се постигне договор, законските измени веднаш ќе бидат ставени на собраниска седница за да се изгласаат. Досега на координациите на пратеничките групи немаше забелешки во врска со текстот на измените. Тоа што овој закон не е поддржан е прашање на договор меѓу пратеничките групи. Со измените на законот за прекршоци треба да се овозможи секој возач да добие SMS или порака преку електронска пошта за сторен прекршок кој е евидентиран преку камерите на безбеден град. Според измените во законот предвидено е рокот за преземање на записникот за сторен прекршок да биде 8 дена од денот на приемот на известувањето. По истекот на 8 дена од испраќањето на второто известување за преземање на линкот ќе се смета дека доставата е уредно извршена без преземање. Доставата може да се врши преку дигитална апликација согласно закон. Во известувањето ќе биде доставен линк за преземање на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог. Доколку сопственикот на возилото, односно одговорното лице во правното лице во рокот 24 часа од испраќањето на првото известување не го отвори истото, ќе му биде испратено второ известување со линкот за преземање на записникот со прекршочниот платен налог. Со измените во законот за прекршоци се предвидува и трајно одземање на возилото на пијани и дрогирани возачи, како и престанок на важењето на возачката дозвола. На дневен ред во собранието требаше да бидат и законите за полиција и внатрешни работи, едни од оние кои е потребно да се изменат со цел старт на работата на Safe City, но тие се повлечени на техничка доработка, пошто повторно се вратени во собраниска процедура и наредните денови треба да бидат на дневен ред.